Кризата уште еднаш ја покажа вредноста на работниците за нормално функционирање на општеството, особено во време на пандемија, истакна на денешниот протест на Конфедерацијата на Сојузот на синдикати пред влада, председателот на овој синдикат Благоја Аралповски. Низ 7 точки ги истакна барањата на КСС до владата за унапредување во квалитативна смисла стандардот на работникот. Исплата на К15, односно регрес за годишен одмор, за сите работници и во приватниот и во јавниот сектор. Итно формирање на солидарен фонд со кој ќе се обештетат сите работници кои го изгубија своето работно место по било кој основ за време на пандемијата, за да можат да ги сервисираат своите семејни трошоци. Исплата 100% плата за оние кои се заразени со COVID-19 на рамостово место или се само во изолација и признавање за професионално заболување на COVID-19 за сите работници во Македонија. Да престане политичкиот притисок врз институциите кои ги спроведуваат или контролираат законите од областа на трудовото право. Безусловно почитување на уставот, законите и колективните договори. Кризата само е забраза потребата да се обезбедат приоритетите на работниците во државата, а синдикатите, здружени во ССМ, бараат на работниците да им се гарантира пристојна работа и место во општеството, кое го заслужуваат со својот придонес и труд. Истакна денеска председателот на ССМ Дарко Димовски на денешниот синдикален марш во услови на ковид пред нивните простории. Работничкиот празник го обележуваме загрижени за своето и здравјето на нашите семејства. За голем број од нас во услови на намалени плати, откази на договори, за вработување и грижа за нашата елементарна екзистенција. Како изминатата, така и оваја 2021 година, празникот го започнуваме со јасен став, кој гласно го изразуваме и во оваа прилика дека нема да дозволиме кризата да не насочи само кон работниците и нивните семејства. Безусловно бараме да се признае дека општеството зависи од трудот и работата на работниците, дека тие се рамноправен и значаен дел од заедницата без кој не може да се обезбеди нејзиниот опстанок и развој.